Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ден на вистината. Ден на молкот од сите. Ден со кој што ќе ви ја представиме целосната вистина според сите наши досегашни истражувања, вистина која самите утврдете ја дали сме во право или не. Ден на кој што наоѓаме мана на Кочанскиот јавен обвинител, на ОВР Кочани, на родителите кои што премолчија многу работи, а се им беше доставено на маса во чест на овие херои, за кои што дополнително денес ќе ви дадеме многу вистини. Не мора ИРЛ или било кој друг информативен медиум да ги користат нашите сознанија и на име на нашите сознанија да прават емисии, а потоа да ни пишуваат као дека тие не знаеле за Владо Павлов, тие не знаеле ништо. Но тоа си е нивен проблем. Ова моје видео денес ќе ви докаже дека цијановодородот не е било сам како отров во таа гасна комора во внатрешноста на дискотеката Пулс. И ова нека отвори многу нови прашања, дали некој треба да се заштитува или не. Нивните милиарди евра не значат дека се богови. И ова нека биде апел до сите македонци во целиот свет. И ова нека биде апел и до премиерот Тино, кој што на било која средба и секаде ќе велеше јас сум крив, ако ви е болката, ако болката ја намалувате преку вината моја, нема проблем, јас сум крив. Не, премиере Тино, заедно ќе изгуркаме работата. Заедно сите ние македонците ќе изгуркаме работата. А потоа ќе видиме кој е крив. Затоа што ова е врв на сатанизам. Ова е врв на некоја секта што може нешто да направи во било која друга земја во целиот свет. Ова е врв на молкот од сите вас. Вината, колку што е твоја, толку и наша. И мораме да си ја признаеме, а за да ја признаеме мораме да одеме по патот на вистината. Овде, со ова моје вклучување во живо, најпрво ќе започнам од Инфомакс. Македонци мои, во времето на корона, ова Инфомакс што го знаете, на ниме додадете го и палче, Љупчо Палевски, испратија дојава до Агапи Кочани, каде што дојдоа инспекција од тројца медицински лица од Министерство за здравство. Првата дојава испратена од Инфомакс, а на ниме додадете го и Љупчо Палевски палче, кој што денес сите бегат од него и се кријат као да немале никаква обврска. Првата дојава на Владо против Владо Павлов за надрилекарство во Министерство за здравство беше испратена од Инфомакс и од Љупчо Палевски палчо, каде што тогаш Инфомакс немаше никаква разлика од овие што ги гледате денес, а и Чичин Љупчо Палевски. Со тоа го прашувам Инфомакс, кој што беше првиот портал што започна со легендите за хероите. Господа од Инфомакс, ве молам, ве преколнувам, пошто кисневте во Кочани,
Немаше марш да не бидете. Немаше протест да не бидете. Толку детективи големи сте сите. Ве молам, ве преколнувам. Кажете ми ја вистината како вие најпрви почнавте да промовирате херои во спрега со партении од Јован Бигорски и целата екипа на Јован Бигорски. Кажете ми, а и вие мои македонци, дали овде на ова видео што ќе го пуштиме, каде што јасно се гледа и се слуша втората експлозија, некој може да влезе по 20 пати, па дури и на чушка од пулс да носи до болница во Кочани. Ве молам, Инфомакс, бидејќи од првиот ден со дојавата кој што ја пуштивте кон Владо Павлов за надрилекарство, до последниот ден учествувавте и претходно со Љупчо Палевски во ова грозоморно сценарио против Владо Павлов. Да го проследиме видеото уште еднаш и да ги прашаме сите заедно. Сите заедно портали, телевизиски куки и сите оние кои што промовираа херои дека спасувале некого од дискотеката Пулс. А потоа ќе продолжам со факти и аргументи. Што значи да си херој во ваква контаминирана просторија, во ваква гасна комора? Тоа значи да си мртов. Нема херои. Ако влезеш овде во ова гасна комора, умираш. А кој од Инфомакс и со која цел овие дојавувачи во 2020 година против Владо Павлов за надрилекарство? Истите тие кои што заедно тогаш со Љупчо Палевски ја започнаа хајката против Владо Павлов за сето оно што го правев за сите вас, македонци мои, за време на корона. Дојавувачите први, најпрво од нив ќе започнам, да ми дадат доказ како може први кој што го презентираа херојот да влезе по 20 пати и да излезе и да помогне на лица кои што се затечени во внатрешноста на дискотеката. Ве молам, Инфомакс и сите останати портали и телевизиски куки, дајте ни доказ како е возможно да има херои во ваква гасна комора, па уште и на чушка, после 20 пат од пулс некого да носат до болница во Кочани. Дали овде се крие вистината за лажните херои? Дали вие први го менувавте трагот на вистината? И зошто? Доправа треба да кажете сите заедно. Сите заедно телевизиски куки, портали, а посебно вие Инфомакс. Од вас започна најпрво приказката за хероите. Погледнете, македонци, и самите дознете дали овде може некој да биде херој внатре. На крајот на ова видео повторно ќе го пуштам, ќе видите како се менува од сива во црвена боја чадот и верувам дека ќе ја слушнете и втората експлозија која што доаѓа овде во внатрешноста, од каде што гледате како се менува чадот од сиво црна во црвена боја. Ве молам, сконцентризајте се, македонци, и заедно испраќајте го видеото секаде каде што можете ова денешно, за да ги прашаме сите какви херои имало овде и со која причина Инфомакс и сите останати декларирале и произведувале херои во ваква гасна комора каде што е невозможно. А ќе ви докажам и зошто. Еве го моментот.
Погледнете го моментот. Сега. Дали го погледнавте моментот како бојата на чатта од сиво црна применува во црвена боја? А и ако малку се сконцентрирате, ќе ја слушнете и експлозијата. Во ваква просторија, во ваква гасна комора, да промовираме херои. Вие порталите и сите вие телевизиски куќи, а посебно вие Инфомакс, кои што први ја направивте дојавата за надри лекарство во време кога Чичин ви беше Љупчо Палевски, треба да имате посебна цел за тоа. И сите останати треба да имате посебна цел, а посебната цел е скренување на внимание. А кога се скренува внимание, се тргаме од вистината. Идентично како Кочанскиот јавен обвинител и јавното обвинителство што се трга од вистината и не води у друг правец. Идентично како родителите, посебно на председателот Александар, на кој што му го дадовме доказот, еден од сите докази и овој доказ за цијановодородот на 5. јуни 2025 година. Доказ кој што го премолчува и родителите до ден денес. Дали овде имаме учесници кои што имаат за цел да ја насочат водата на друга воденица, а насочувањето на водата на друга воденица, а не на воденицата на вистината, значи не откривање на главниот виновник за случувањата во Пулс. И нормално дека како што е создаден обвинителниот акт, ќе оде во друг правец. Зато и овде немаме обвинителен акт за убиство. Зато и овде имате измислени прескалки и се оно што оди поред. Зошто е премолчено сето ова? И дали обвинителниот акт треба да се затвори се додека не дознаеме за смртноста на децата кои што ние први ја кажавме и ја доставивме до родителите, а родителите до пред некој ден не реагира. Или реагира кога заврши обвинителниот акт и кога започна процесот во Идрисово и судењето. Зошто премолчивте, родители, на кои што најмногу на вас се надавме, а ја имавте целата вистина за она што ние ви го дадовме и за она што ние, родители, глава во торба си стававме за вашите деца и за нашите, да не се повтори ова што се случува во Кочани, во овај секташки град, каде што сите се знаат и молчат, и да има како на парчиња ќе ме сечете, Кочанчани, го знам тоа. Ама заборавивте дека Бог одлучува. И вашето лицемерие кој што го гледам во вашите очи, и вашите сценарија, за да продлете подлабоко во спрега со Овра Кочани и ги мешате сите мои деца, нема да ви упале. Приказката дека ние сме само филмови кажувале и дека ние само филмови си правиме, ќе ве кошта многу, посебно вас од Овара довлочени. Секоја чест на исклучуци,
Ама сите онија кои што сте поврзани со пензионирани инспектори и инспекторки и началници на полиција, верувајте ми дека нема да ви успее менувањето на водата во некој друга воденица од она што е во спрега со Кочанскиот јавен обвинител и Основен суд Кочани. Дали овде гледате, македонци мои херои, дали во ова просторија може некој да влезе и да излезе 20 пати? Независно за кого вие го правевте херои. Или сите вие кои споменувавте за херојство, имавте цел скренување на внимание, за да не се дојде до вистината што се случувало и од што починале децата, а Владо Павлов прв уште на 17 март напиша и од тој ден до ден денес се кажуваше вистината. Дури има и вибер комуникации со многу лица за цијановодородот, меѓу кои и со председателот на Сдруженијето на 16 март. Правдата со децата ќе изгуркаме на друг начин. Не барам подршка ни од родителите, ни од јавно обвинителство, ни од Овара Кочани, ни па од било кој кочанец. Затоа што сектата е многу силна во Кочани, а јас не и се плашам. Плашете им се вие и продавајте си ја душата, кочанчани мои, на оние кои што ве контролираат, на оние кои што ви љубиат децата. Тоа кај Владо Павлов не пали. Вие направија душата черепи и коски и затоа молчете, кочанчани мои, и молчете. А тоа си е ваше право. Правдата на децата ќе изгуркаме ние од се македонското обединување и ќе ви ја докажеме вистината за оној кој го криете. Сакате веруете, сакате ич не веруете. И правдата за децата нема да ја тераме со песни. Правдата за децата ќе ја тераме со вистината за се што се случувало таа кобна вечер. И тоа ќе го започнеме од денес, во чест на вашиот Јанусов празник, во чест на вашиот Дедо Мраз Свети Никола или Нимрод, оној кој го столчувате и оној за кого пакетчиња се даруваат. Во чест на нивниот ден, во неколку продолженија ќе ја имате вистината. А сега, повторно ќе ги прашам Инфомакс, пошто знаат да дојавуваат во времето со Љупчо Палевски, со нивниот Чичин, и првата дојава која што ја добивме за добробитите што ги правевме со мојот македонски народ, со сето оно што го правеше Владо Павлов со години уназад, ја испратија токму овија Инфомакс до Министерство за здравство, од каде што отпушна целиот процес и на крајот што заврши со претрес за надри лекарство. Започна со Инфомакс и Љупчо Палевски, а заврши со јавниот обвинител Кочански и со Овара Кочани. Поврзаноста сами вие си ја пронедете. Ве прашувам Инфомакс, кој што патиките и кондорите ги киневте во Кочани, откако настана Пулс. Во ваква гасна комора, која што е создадена од цијановодород, дали може да има херои? Ако знаете, а веќе го објавувате и мислете дека ќе го сокриете и ИРЛ, и вие Инфомакс, и сите останати, дека цијановодородот дојдел од Сунгерот. Точно е дека Сунгерот има влијание за создавање на цијановодород. Ама уште поточно и тоа, дека додека Сунгерот горел, цијановодородот одел во воздухот. Затоа баравме и први радикално пишувавме во Кочани да се прогласи елементарна катастрофа.
на овие барање, ниту премиерот Тино, ниту било кој не пристапи. И затоа, објаснете ми, дали овај клеточен отров, кој што не е корозивен, кој што го блокира користењето на кислородот во клетките и кој што придонесува за смрт од внатрешно задушување, и истиот кој што мирисе на таа мирислива тешка, на голчливи бадеми, тоа што многумина го кажале, може херој да влезе внатре и да спаси некого. Нека оди видеото во позадина. Инфомакс, вие кои што први ја дадовте дојавата за надри лекарство, заедно со вашиот Чичин, кој што денес не го споменувате и се криете од него, вашиот тутур и ментор, Љупчо Палевски, вие кои што ја дадовте првата дојава за време на корона, против Владо Павлов, дојава за надри лекарство, каде што тројца од Министерство за здравство беа во просториите на Агапи Кочани. Надри лекарство кој што заврши со претресот, во кој што учествуваше екипа од ОВР Кочани Довлочани и кочанскиот јавен обвинител, препознатлив со неговата физиономија и од случувањата во Пулс. А целта беше кражба на клучен доказ за Кочани и за Македонија. И доправа за тоа ќе ја водиме целата постапка. Уште еднаш ве прашувам, кога веќе одлучил Александар како председател на Сдруженијето, а за цијанот водородот имаше сознание од Владо Павлов уште на 5 јуни и предходно, 2025 година, родител на починато девојче кој што денес има роден ден, доколку беше живо денес имаше роден ден. Во чест на ова девојче и во чест на сите починати, вистината во очи ви ја кажувам на сите и нема да пеам песни за децата починати и туку едноставно со вистината и правдата ќе одам. Докажете ми вие Инфомакс и сите останати портали како е возможно во ваква просторија да има херои. Па некој дури 20 пати да влегува и излегува, па дури на чушка некој да носи од Пулс до здравствен дом Кочани. Ако знаете дека цијано-водородот е тежок клеточен отров, не е корозивен и истиот го блокира користењето на кислородот во клетките и придонесува за смрт од внатрешно задушување. Колку пати вдишале и издишале хероите, господа од Инфомакс, кој што ја пуштивте во етерот приказката за хероите, за кои што, веруете ми, херои се само оние дечиња кои што биле таму и кои што се бореле да бидат спасени самите со себе. А целта зошто Инфомакс ја пушти во етерот приказката за хероите, доправа треба да ја каже вистината пред сите нас. Ова моје видео ќе го завршам со уште една вистина. Со уште една вистина која што на сите ќе ви обрати внимание. Ова, македонци мои, е другиот отров кој што никогаш не го споменав до сега. И нема да му го споменам името, ама ќе ги кажам симптомите. А вие самите утврдете дали Владо Павлов е забеган, дали Владо Павлов си прави филмови, или филмовите за оние кои што ја кажуват вистината е да не се обраќа внимание за да можат децата да ви ги троват со дрога. И нека ви ги троват, и нека ми ги троват ако треба и на мене.
ако немаме разум да ја кажуваме вистината за се што се случува, и ако ова ракочени и понатаму премолчува, и нема никаква разлика од тој ден до ден денес, каде што најверојатно повторното и најголемото растурање на дрога во Македонија и во цел свет доаѓа со новогодишните празници. Панче Тошковски, ве повикувам да ударете најсилно пред сите оние кои што се огрешени од Бог и кои што ги троват нашите деца. Сето оно што доаѓа денес и што било претходно, мораме ние родителите да го попречеме. Освен цијановодород, овде имаме и друг отров. Отров кој што придонесол за создавање на овие изгореници. Но, Кочански јавен обвинителе, ова требаше да биде твоја работа. Работата моја не е јас да ти ја кажувам вистината и на мојот тим од се македонско обединување во целиот свет. Работата е твоја. Зошто ниту цијановодородот, ниту овие изгореници, овој тип на изгореници, не се ставени во обвинителниот акт? Зошто требаше да ја менете водата во друга воденица? И го повикувам премиерот Тино да застане во одбрана на децата, да застане во одбрана на вистината, а не да вели само јас сум крив, јас сум крив, јас сум крив. Сите сме криви. И ајде да започнеме да вината расчистуваме сите заедно. Кочански јавен обвинителе, поголемиот дел од оние дечиња кои што се повредени. Ова вие ќе кажете и сите останати дека се изгореници. Не, господа. Ова се хемиски изгореници. Дали знаете што представуваат хемиските изгореници? Воедно, за прв пат ја објавувам и ова вистина од нашето истражување. Истражување кое што требаше Кочанскиот јавен обвинител да го спроведе, али истиот тој не го спроведе во контекст на оно што требаше да дојдеме до вистината. Ама кога е во прашање да се украде плоча, тогаш се продолжува сценариото од првата дојава на Инфомакс во времето кога Чичин му беше ментор од Љупчо Палевски, кога ја направија првата дојава со Владо Павлов, за надри лекарство. Истиот тој јавен обвинител, кога треба да продолжи со нешто што некој сценарио го правиле од 2020 година и има за цел крадење на битен доказ за Македонија кој што го чувавме, тогаш јавниот обвинител точно знае како да изреагира, па ако треба и против пожарна ќе викнеме да го откачеме од онаму каде што 30 полицајци не можеа да го извадат. Кочански јавен обвинителе, понатамошното мое образложување и понатамошната моја дебата е испратена до тебе и до родителите кои што имаат дечиња кои што се повредени и кои што се уште ги лечат раните. Кочански обвинителе, од каде, освен цијановодородот, имаме доказ за вакви изгореници кои што се хемиски изгореници. Ваквите хемиски изгореници доаѓаат од силен корозивен газ, киселина и продираат длабоко во ткивата. Ваквите хемиски изгореници имаат систематска токсичност, се врзуваат со калциумот и магнезиумот и придонесуваат за срцевите аритми. Симптомите се побавни од цијановодородот и се појавуваат последен часови, а за тоа сведочат сите оние дечиња кои што денес се живи. И продолжувам, Кочански јавен обвинителе, вакви изгореници имаме од директното распаѓање на електролит, а најопасна комбинација за нешто во затворен простор, во гасна комора, е овај отров што друг пат ќе ви го кажам,
со име и ќе ви докажам од каде потекнува. Најопасната комбинација е овај отров кој што создава хемиски изгореници и овај отров во спрега со цијано-водородот. Кочански јавен обвинителе. Времето за да се сокрие вистината и за да дојдеме до заклучок на сето она што е правено, треба јавно да се произнесете и вие, и Министерство за внатрешни работи, и премиерот Тино. Ваквите хемиски изгореници се јавуваат поради контакт со кожата од корозивните хемикалии. Тие предизвикуваат промени на кожата и мукозните мембрани. Во екстремни случаи, хемиските изгореници доведуваат до ампутација на екстремитетите, па дури и до смрт. Колкумина од дечињата имаат акупунктирани дел од прстите и дел од онаму каде што имале изгореници, Кочански јавен обвинителе и останати. И продолжувам. Последиците се опасни, бидејќи не само што предизвикуваат изгореници на кожата, туку можат да навлезат и во крвта, во крвотокот, понекогаш дури и да резултираат со смрт на пациентот. Степенот на изгорениците зависи од хемискиот агенс и неговите својства. Во случај на мали хемиски изгореници, на временото спроведената прва помош придонесува за понатомошната прогноза и не влијае значително на квалитетот на животот. Меѓутоа, во наопасните случаи често е неопходно да се ампутира погодениот екстремитет од онаму каде што се овие хемиски изгореници. Ве молам да бидеме едукативни, да се водиме со вистината. Се извинувам за ова слика што ќе покажам, нека почива во мир и ова дете, каде што главниот доказ, освен цијанидот, од кој што е отровено, имаме и доказ на ваков тип на хемиски изгореници, а Кочанскиот јавен обвинител и ова Кочани и Крим техника треба да ни дадат доказ покрај цијано-водородот од каде имаме симптоми на еден друг отров на кој што денес ви ги споменав симптомите и јавно ви ги кажувам, не ги давам на никого моите докази во иднина, ниту на родителите, затоа што видовте молкот на родителите до каде дојде. Цијано-водородот им беше споменат во наша Вибер комуникација уште на 5 јуни 2025 година. Ама очигледно е дека председателот Александар се уште молчи и сакам да се произнесе по она што Владо Павлов во Вибер комуникација му го доставил на 5 јуни 2025 година. Затоа што грижата е голема, болот е голем. Во чест на роденденот на неговото девојче ја кажувам вистината и не пеам песни за дечињата, туку правдата ќе ја водам за дечињата онака како што се воде, со дух, ум и фанатизам за правдата и за Македонија, бидејќи уништувањето на македонскиот корен и сето оно што се прави е поврзано со сето ова. Ве молам, извинете ми, ама морам да доставам еден доказ, за да самите се уверете, освен што дечињата починувале од цијано-водородот, имале по нивните тела и ваков тип на хемиски изгореници. Извинете ми, почивај во мир, душо. Аргумент и доказ за хемиска изгореница, аргумент и доказ за нешто што боли, аргумент и доказ за нешто што некој сака да сокрие милиардер, аргумент и доказ дека децата починувале од цијано-водород
и друг отров кој што правел хемиски изгореници, и истиот тој е видлив и кај починатите, и кај оние кои што денес се лечат. Родители, извинете ми за ова слика кој што ја пуштив. Имаме уште 30 слики од дечиња кои што се починати, кои што имаат вакви хемиски изгореници, и она што во некој друг дел, во некој друго време ќе ви кажам, и кој е причинителот за ваквиот начин на изгореници и што представуваат истите тие хемиски изгореници кои што денес повеќе од јасно е дека ги кријат сите. Затоа она хајка беше брза, затоа многу дечиња се носеа низ цел свет, затоа на многу дечиња се апунтираа екстремити каде што се затечени од хемиските изгореници, затоа на многу дечиња хранопроводот е ваден, затоа што им е погоден од овие хемиски изгореници кои што биле присутни на самото место. Затоа требаше да има елементарна непогода и затоа не треба да го криеме цијановодородот како што го објавија после 6 месеци родителите, и затоа не треба да го криеме овој друг отров кој придонесува за вакви хемиски изгореници, отров кој што е многу силен корозивен газ, кој што продира длабоко во ткивата, и истиот има голема систематска токсичност. И истиот е побавен, затоа и симптомите кај многумина од дечињата се појавиле по 8 часови. И од каде вакви хемиски изгореници дечињата и од какво и што било пресудно за распаѓање на ваков тип на електролит, каде што најопасната комбинација, македонци мои, е токму со цијановодородот. Имајте убав останок. Вистината нема да ја кажуваме со песни за дечињата. Вистината нема да ја кажуваме со премолчување. Вистината ќе ја докажуваме на лице место со вистината. Уште еднаш го повикувам Инфомакс, оно Инфомакс, кој што ја направи првата дојава со нивниот ментор, со нивниот тутур, со нивниот чичин Љупчо Палевски во 2022 година за време на корона, каде испратија дојава за надрилекарство во Министерство за здравство. Кажете ми вие, чичини деца, на кој што ментор ви беше Љупчо Палевски, како вие дознавте и како вие промовиравте први дека во ваква гасна комора можело да има некој херој? А посебно и ти партени кој што лично му врачуваше награди на еден од хероите. И вие кочанчани, кажете ми, при ваква состојба во момент, како може некој да влезе во ваква гасна комора која што ги има симптомите најпрво од цијановодород, а тој е клеточен отров, не е корозивен, го блокира користењето на кислородот во клетките и доаѓа до забрзана смрт од внатрешно задушување. Но на овој отров имаме уште еден друг, кој што е силен корозивен газ и кој што продира длабоко во ткивата. Хемиски изгореници придонесуваат за овој другиот отров и е систематски многу токсичен. Го врзува калциумот и магнезиумот и прави срцеви аритми, побавење од цијановодородот. Ама симптомите силни се појавуваат по 8 часови и доаѓа директно од распаѓање на електролитот. Кој е тој и од што е создаден тој електролит во пулс, за да имаме хемиски изгореници? Го прашува Владо Павлов Инфомакс, го прашувам Кочанскиот јавен обвинител
го прашувам Овара Кочани Дувлочани и го прашувам премиерот Тино, каде што вината треба сите ние да имаме и треба да работиме со вистината, а не со она да пишуваме и да велиме ако болката треба да се ублажи на родителите, тогаш јас нека бидам крив. Па ајде премиере Тино, ако си крив, дај ми доказ зошто да ги премолчиме овие хемиски изгореници. Како што се премолчуваше цијановодородот и како што се премолчува Деко, Таван, Доел Пром. Сите имаме деца, премиере Тино. И треба за децата да се бориме. И кога сме криви, треба да се признаеме вината. И да кажеме вистината. Со желбополки и песни на маршеви за дечињата ништо не правиме. Вистината нема да воскресне со песни. Вистината ќе воскресне со вакви докази. Од каде хемиските изгореници на сите оние кои што се задесени во дискотеката Пулс? Од каде? Затоа и многу мине од дечињата велеле, мислев дека косата ми горе, а немаше пламен. Овде имаме, за прв пат ви кажувам, хемиски изгореници. А премиерот Тино и новиот јавен обвинител нека продолжат со вистината. Министерот за внатрешни работи Тошковски да се обелоденат сите овие работи што Владо Павлов ги кажува и да се превоспитаат и кој е виновен да сноси одговорност. Па и да е милиардер, премиере Тино, и брат да ти е, и заеднички да делиш канцеларија со некого. Мораш да спроведеш вистината, затоа што Бог сака така, премиере Тино. Да живее Македонија, правда за децата!